Да, се враќаме во студиото, продолжуваме на следните теми кои го тангираат градот, ќе зборуваме за јавните предпријатија, за шумите, за сообраќајот, она што најмногу го осеќаат Штипјани, како и во секој друг град. Господине Санев, зборуваме за превработеност во дел од јавните предпријатија, така барем има обвинувања, градоначалникот ќе каже дали е така. Во моментот кога граѓаните се жалат дека не добиваат доволно добри услуги, зборуваме за комуналното предпријатие ЈП Исар, близу 400 вработени, голем дел се административци, преработеност во општина. Ги имате ли вие овие перцепции за како функционира општината? Дали е тоа така? Ги имам следните перцепции. Не само што се работи за превработеност во јавното предпријатие, туку се работи и за поделеност во јавното предпријатие. И двете јавни предпријатија постојано биле предмет на вработување на партиски луѓе. Не зборам само сега, во минатото, назад 20 години. Со влегувањето, луѓето си имаат своји лидери, своји водачи. Кога се случи промена на директорството, постои така наречен прикриен опортунизам. Да, се работи, меѓутоа не мора многу да се залага. Целата политика на диктирање по секоја цена пропартиски луѓе внатре во јавните предпријатија може само да направи штета на јавното предпријатие. Сметам дека политиката мора да се смени заради самата ефикасност. Имам еден сличен пример, пак ќе се вратам на водата, кога јавното предпријатие, господин Сашко спомна, директорот на јавното предпријатие ги нападна граѓаните на Караорман дека ја краделе водата буквално и ја обвинува сите граѓани дека има кражба на водата. Улогата на јавното предпријатие е доколку има кражба на вода во Караорман, тоа да го најде, да го пронајде, да го санкционира. А не смее да ги напаѓа сите граѓани, бидејќи можеби 1, 2, 3, 10 души, 20 души крадат вода, не може 3000 души да бидат криви за крадење на вода. Самата таа организација, доколку ние успееме во Совот, како градоначалник, ќе се потрудиме да поставуваме за директори професионалци луѓе менаџери кои знаат да ја менаџираат работата, луѓе со искуство и луѓе кои знаат и политички да омекнат и да и придат на сите. Да. Повелете, господине Николов, реплика. Конкретно во населба Караорман преку летото имавме проблеми со недоволното снабдување со вода, ради тоа што се уште користат. Јас се молам режија тајмерот се работи за реплика. Да, повелете. 240 литри во секунда вода продуциравме од бунарите, а се троша 400 литри во секунда вода. Ние, точно е, тоа не беше обвинување, но тоа беше апелирање од страна на директорот на јавното предпријатие за да прекинат да ја користат водата за пиење за наводнување на своите бавчи. И најдовме преку 30 вакви наши сограѓани кои што си ги наводнуваа бавчите и го отстранивме проблемот. Дополнителниот проблем што беше во населба Караорман беше еден вентил кој што бил некош поставен од ФИ-20, сега карикирам со ФИ-то, значи многу помала цевка ставена која што била запушена и дополнително долниот дел од населба Караорман немаше доволно вода. Тој дефект и тие сите работи беа отстранети во рок од 10 дена и нашите сограѓани остатокот од летото си го живееа со доволни количини на чиста питка вода. Да. Благодарам. Реплика или? Да, реплика. Да, повелете. Само да се надоврзам на констатацијата на Санев. Функционалноста на јавните предпријатија во делот на превработеноста не е тоа единствен проблем со кој што се соочуваат. Ние во овие изминати неколку години се соочуваме и со друг проблем, со нефункционалноста на јавното предпријатие заради лошиот менаџмент, заради локалните шерифи, кои што заради лошото менаџирање во јавните предпријатија ја намалија продуктивноста на вработените. Знаете, вие кога вашиот однос ќе го градите на таков начин, не можете да очекувате од вработените во јавните предпријатија да го покренат и да го подигнат продуктивноста на едно повисоко ниво. Што се однесува до дистрибуцијата на вода за пиење. Јас и во еден друг наврат спомнав дека не можете да ги обвинувате граѓаните, дека тие се виновни, дека не ја корисно рационално трошат водата за пиење. Затоа што во исто време во оваа
населба Караорман, која што беше претходно напомената, не е обезбедено, а е ветено канален систем за наводнување. И нормално дека тие ќе трошат водата за пиење за наводнување. Добро, за вас е сега прашањето, господине Јорданов. Ово што го кажува господинот Санев е дека превработеноста во јавните предпријатија е поради партизацијата, бидејќи тамо се ставаат најчесто, како што велат граѓаните, партиски војници. И ми се чини дека било кој човек во државава да го прашате, ќе ви каже дека истото го мисли. Тоа не се однесува само на Штип, се однесува на сите градови, на сите инстанции на локално или државно ниво, но тоа е исто така од секогаш така и во времето кога вашата партија била и на локално и на државно ниво. Јас знам, вие пред малку кажавте дека настапувате како градоначалник, како личност, но тешко е да се одлепите од наследството на партијата. Како вие би успеале како единка, ете да го смените тоа, да не вработувате партиски во Штип? Видите, неблагодарно е од оваа времена дистанца да зборуваме нешто кое што во континуитет, во годините наназад се случувало. Партизираниот систем, функционалноста на тој систем, превработеноста во јавните предпријатија е нешто кое што сите ние го сведочиме. Која е целта на едниот градоначалник? Сите овие луѓе кои што на било кој начин дошле до и се стекнале со позиција да бидат вработени во некоја од јавните институции под локална самоуправа, да истите тие бидат мотивирани и да ја подигнат продуктивноста во институцијата во која што работат. Јас не сакам од оваа времена дистанца да зборувам нешто што е неблагодарно, дека ние овие грешки кои што сме ги имале во минатото, дека ќе успееме сите да ги отклониме. Грешки имало, проблеми имало, грешки и проблеми ќе има. Но не смее тоа да биде тенденција, не смее да се повторува, не смее да се мултиплицира. Секогаш ќе се случуваат овие работи затоа што живееме во такво општество. И било кој од нас, што и да каже од оваа времена дистанца, нема да биде честно пред граѓаните. Затоа што така функционира системот во нашата општина и во нашата држава. Но треба да се трудиме да го подобриме тој систем. Како вие би го подобриле? Да ја подигнеме продуктивноста на луѓето кои што се вработени во овие институции, без разлика од која политичка партија доаѓаат. Едни доаѓаат во една гарнитура, други доаѓаат во друга гарнитура, трети во некоја друга. Но сите тие луѓе кои што се наоѓаат во институциите, во системот, треба да се подигне начинот на кој што тие ќе ја подигнат продуктивноста. Не смееме да продолжиме со оваа тенденција на зголемено превработување во јавните институции, затоа што ако претходниците тоа го правеле, целта на промената на власта е да се стави крај или да се намали тој интензитет на партиски вработување. Но тоа не е случај во изминативе неколку години. Жалам што мултиплицира, жалам што станува поочигледно и тука треба да се коригира. Да. Реплика имате? Мислам дека не се согласувам со господин Јорданов. Единствен начин за отклонување на проблемите со партиските вработувања е подигање на стандардите при вработувањето и почитување на законитоста при вработувањето. Кога секој граѓанин, секој млад човек кој сака да се вработи ќе добие иста прилика како и партиски војник, тогаш ќе имаме вистинско вработување. А само декларативно продуктивноста ако се подигне, тоа ништо не значи. Значи мора да има чисти закони, вработување по огласи, високи критериуми, независни комисии, филтрирање и бирање на квалитет, а не бирање на партиски војници. Да, имавте реплика, да, има сам. Да, ајде, контрреплика, да договорам. Да бидеме искрени, декларативно го зборуваме истото сите овде во оваа просторија. Ванчо, јас сум согласен дека тоа е најдобриот начин да профункционира едно општество. Но дали е тоа реалност во нашата општина и во нашата држава? Не е реалност. Само да се докажам. Еве, ќе дадам конкретен пример. Па во вашата партија има луѓе кои што добиле партиско вработување во некоја институција. Бидете реални, кажете на јавноста. И тоа е нешто кое што се случува. Не можеме ние да се амнестираме од одговорност, да велиме дека другите се криви, а ние ништо од тоа не сме направиле. Сите ние имаме свој удел во системот кој што не функционира. Затоа треба да бидеме честни пред граѓаните, дека многу е тешко нефункционалниот систем преку ног да се промени. Затоа што и ние имаме удел во нефункционалноста на системот. И треба да почнеме да ги мениме промени, да ги правиме промените во доменот на нашите можности,
Неблагодарно е да се зборува пред граѓаните дека ние ќе го подигнеме нивото на професионалност и стандардите за вработување во ситуација кога даваме личен лош пример. Имаме, одиме контрреплика. Не може контрреплика затоа што јас имав контрреплика. Вашата беше контрреплика. Бев спомнат. Добро, ајде кусо, ве молам. Многу да. кусо. Направив исклучок и за вас пред малку кусо, ве молам. Ниеден член на мојата партија не е вработен во локалната самоуправа во Штип. Јас сум функционер, поставен од владата на Република Македонија, сум заменик директор на Казнено-поправниот дом Штип. Постои уште еден функционер од мојата партија, поставен од владата, веде директор на Центарот за традиционална кинеска медицина. Да, добро. Останато немаме. Благодарам, да. Повелете, реплика. Па, господин Орданов, зборувате за хигиената и за слабата организација, меѓутоа ќе ви кажам дека во последните 9 месеци јавното предпријатие ИСАР, јавното предпријатие Стипио на општината работи на едно прекрасно, да речеме, кохезивно делување каде што сите вработени, без разлика дали е тоа ВМРО, СДСМ, ДОМ или било кој ЛДП, сите заедно покажаа на граѓаните дека со добра организација, реорганизација имаме за прв пат после толку долги години чист град, контењерите се празни, околу контењерите е чисто, после било какви дождови, улиците за 6 сати се исчистени од калта и од камењата кои што доаѓаат. Така да не добро е да зборувате да ги напаѓате и вашите членови вработени во јавните предпријатија и другите вработени во јавните предпријатија дека не се извршуваат својата работа ради слаба организација, кога на терен е сосема друга ситуацијата. И јас морам да кажам дека како градоначелник не делев ниеден човек, ниту по расна, ниту по етичка, ниту по партичка поделба, туку сите заедно работевме за добродет нашите граѓани. Добро, господин Јорданов, контрреплика, има реплика господинот Поликар. Да одиме. Па добро, Николов, добро е пред да дојдете во емисија да поразговарате со вработените во јавните предпријатија и да ги запрашате каков мобинг доживуваат на работа од страна на вашиот висок функционер, локален шериф, директор на јавното предпријатие. Тоа е добро да го направите пред да дојдете во емисија, пред да излегувате со вакви тези во јавност. А за тоа како изгледа градот, дали е чист, дали се одржуваат јавните површини, дали се одржуваат парковните површини, дали градот е на посакувано ниво, граѓаните ќе ценат и одлуката тие ќе ја носат на 17 октомври. Дали се задоволни од досегашната работа на локалната самоуправа и од менаџирањето на вашите локални шерифи и функционери. Само имаме уште секунда само да дадам објаснение и завршувам. Да не губиме, ќе го изгубиме скроз редот. Ќе имате време веднаш да одговорите на ова во вашите 2 минути, господине Поликар. Реплика. Секако... На кого? На господин Јорданов, мисля, че не беше. Да. Признаваме сите дека има проблем со презапосленост во јавните предпријатија. Тогаш моето прашање е што би било лекот? Јас како градоначалник, кандидат на градоначалник, ако ми дадат мандат, ќе одиме на иновативен решение на тој проблем. Затоа што не смее да се продолжи така. Практички да се запослува тие кои што се стручни, спремни се на несоодветни места, со почит со градоначалникот наш, кој што е еден од најдобри лекари во Македонија, треба да биде во болница, а не градоначалник. Тоа го кажам како пример, нели? И според мене, у јавно предпријатие се натропани со луѓе кои не би требало да се на тие функции или места каде што се. А иновативен решение е каде што се решава тоа фактичкиот проблем, а се дава излез за во иднина да не се повторува. Господине Николов, тука ќе можете да контрреплика сакате, да? Па добро, јас да се надоврзам, значи, еве сите ние, активни чинители во политиката, сме на некој начин овде заради партиска одлука. И ние не велиме дека политиката не е вклучена во општествениот живот и партијата не влие во општествениот систем. Туку велиме дека со тоа што ние како партии го нудиме пред граѓаните, треба да го понудиме најдоброто решение, најкомпетентното решение. А дека партиите имаат влијание во општествениот систем, сите сме согласни дека имаат, затоа што и ние доаѓаме од тие партии. Партиска одлука е ние да бидеме на некоја јавна функција или пак да сме делувале во некој систем. И затоа сметам дека се тоа што го комуницираме, дека треба да се направи
Департизација на институциите не се случува преку ноќ. Ние можеме декларативно овде да зборуваме, да ветуваме и сето она кое што сакаат граѓаните да го слушнат, но не е така во реалност. Господин Николов, ќе одговорите и на ова доколку сакате, се разбира што сакавте, но јас имам исто едно прашање во врска со превработеноста. Тоа ми се надоврзува одлично на кога зборувавме пред малку за девоградбите за градежниот инспектор и го чував до сега тоа прашање, бидејќи самиот кажавте, општината има само еден градежен инспектор, сега сте во процедура за вработување на уште еден. Зошто, еве, таму каде што ви треба, да речеме градежни инспектори, зошто не сте се фокусирале таму, туку имаме превработеност во ЈП-ИСАР, доколку имаме, вие ќе кажете, и во други јавни претпријатија. Значи, прво ќе почнеме во моментот дека ако еден менаџер на една институција ги тера вработените да се извршуваат работата за која што земаат плата, и тоа од страната на господинот Јорданов и неговата партија се смета за мобинг, тогаш имаме различни пристапи за работењето. Јавните претпријатија, јас имав впечаток пред да станам градоначалник, се превработени. Меѓутоа, можеби има луѓе кои што биле вработувани со педагошки факултет, со рударски, несоодветно вработени кадри. Затоа во јавното претпријатие ИСАР во овие 9 месеци донесовме земјоделски инженер кој што треба да се доедуцира и да се доспреми за да биде главен за одржување на паркови зелени и вегетатско уредување на нашата општина. Донесовме геохидроинженер. Знаете дека нашата општина голем дел лежи на подземни води. Имаме ерозија токму ради тие подземни води на земјиште, слечиште на земјиште. Ние немавме геохидроинженер. Ми тоа го донесовме и сега веќе ќе почнат да се изработуваат проекти за отстранување и средување на тие подземни води. Во врска со проблемите со градежните инспектори, затекнав институција каде што имавме еден градежен инспектор, другиот се уште немаше положена лиценца, добиено лиценца, вработено, не знам, 4, 5, 6 години во самата општина. Човекот положи за лиценца, меѓутоа господјата ќе оде во пензија за некој месец. Затоа јас како одговорен градоначалник направив разговоров со повеќе институции, веќе од општина Карбинци донесовме градежни инспектор кај нас во општината и дополнително склучивме договор со општина Пробиштип за да го користиме нивниот градежен инспектор кој што има огромно искуство и начини и принципи на работа, зашто ќе можеме да ги стопираме сите оние дивоградби кои што се шират во нашата општина и ќе го стопреме она дивење на урбана мафија или како да го кажеме, заради тоа што ние мора да поставиме ред. Така да со прецизно барање кадри ние можеме да најдеме солуција. Меѓутоа имаме еден друг проблем, тоа е платите кои што ги даваме како локална самоуправа според законот за локална самоуправа. Ние не можеме на еден градежен инспектор да му дадеме 50 или 60 илјади денари плата колку што би земал во приватен сектор. Затоа тоа е огромен проблем со кој што се соочуваме и како менаџери на една општина, ние првен, господин Јорданов, мора да ви кажам, да земате реплика, мора да си ги научиме проблемите и да ги решаваме заедно. Реплика? Николов, морате да бидете искрен кога се обраќате пред јавност и да кажете дека во овие 9 месеци кога сте најдиректно инволвиран во работењето на општина Штип, трошоците за привремени вработувања ви изнесуваат 6 милиони денари. 100.000 евра ви имате трошоци на општина Штип за привремени вработувања, за партиски вработувања. И овде зборуваме за професионализација. Затоа велам мораме да бидеме искрени кога говориме пред граѓаните. Едно е да зборуваме тука декларативно за што ќе се заложуваме, а друго е што се случува во пракса. И затоа граѓаните имаат изгубено комплетно довербата не само во Социјалдемократскиот сојуз, во политичките чинители, во политичките партии. И не можеме ние вака да се однесуваме да ветуваме предизборно брда и долини, па и по однос на функционалноста на јавните институции. Повторно ќе кажам, ова е проблем кој што може да се реши, но не може преку ноќ. Затоа што функционалноста на системот е таков. Да зборуваме едно, а да правиме друго, нечесно е спрема граѓаните. Да. Имате 100.000 евра за 9 месеци привремени вработувања. Господин Јорданов, пак ќе кажам, за да станете градоначалник, вие мора да си седнете, јас барем тоа го направив и го препорачувам и на вас. Цел ноември месец и цел декември месец ги учев на принципите и законите како функционира една општина. Така да вработувањата за кои што сега зборувате, да знаете дека се тоа луѓе правници, економисти, градежни инспектори, геохидроинженери, тоа се луѓе кои што се од суштинска потреба на нашата општина. Луѓе кои што се вклучени директно во одлучување на хигиената на нашиот град, машинисти, багеристи, луѓе кои што се буквално недостаток на кадар во приватниот сектор, не во државниот сектор. И ние успеавме во овие 9 месеци да донесеме такви луѓе, да ги донесеме во нашата општина, да им дадеме шанса на нашите граѓани да работат и да видат благодет од општината, заради тоа што
Едно е да вработувате партиски војници, меѓутоа во моите 9 месеци јас унапредив луѓе кои што се од вашата политичка партија, кои што се докажале во работењето, унапредив луѓе кои што се и од мојата или неутрални луѓе кои што буквално се покажувале со сето она што го изработуваат за добродет на нашите граѓани. Добро. Ние говорите Благодарам. Сега не можете вие да Господине зборувате. Поликарп, вашиот ред. Еве, имаме тука различни мислења, да речеме господинот Санев, господинот Јорданов, најизразено е кај нив како може да се среди таа партизираност на јавната администрација. Едното е дека може, другото е дека во реалноста е тешко, дека треба време. Што е вашиот став? Пак треба да бидеме искрени. А искреноста е дека е долгорочен проблем од кога се осамостои Македонија до денеска. Некаде со мал интензитет, но продолжува партиски запослување и од едното главната партија и од другото. Значи, каде има волја, ќе има и решение. Треба да се сака, да се почне, да се бара решение, да се става стоп на тоа, на партиски, наместо да одиме на партиски, да одиме на стручност. Македонија има многу млади, талентирани луѓе. Има Македонија научници, има Македонија инженери, но за жал тие не им е дадено или е возможено да се истакнуваат во полето каде што тие се најдобри. Мораме да почнеме некаде. Јас како градоначалник, како што реков јас, еден иновативен пристап, каде што прво признавање дека имаме проблем, ако признаваме дека имаме проблем, ќе бареме решение, заедничко решение. И барејќи заеднички решение, ќе се реши и сегашниот фактичкиот проблем, но ќе се постави темел за следната генерација да градат врз тоа здрав темел. А тоа е стручни луѓе треба да бидат запослени според нивните стручност. Треба да бидат на местото каде што е предвидено тие да бидат. Сега моменталната ситуација каде во општината Штип имаме да речеме 400 луѓе запослени, а можеби фактичката состојба бара само 200. Како би се решило тој проблем за половин кои што треба, не може да ги опушта за работа. Затоа користам израз иновативен решение, каде што таа јавна предпријатие се пренасочува делумно да може да нуди излез за тие кои ќе се повише, но истовремено да се става стоп на партиски запослување. Повелете, реплика. Единствениот начин за решавање на така нареченото партиско вработување, бидејќи луѓето се од Штип или се леви, десни, или се средни, или се неутрални, сите тие ќе ги решиме само со тоа ако додека се на работно место во 8 работни сати се извршуваат строго својата работна задача со 30-минутен одмор. Као што каже господин Торданов, мобингот во наводници, тоа не е мобинг, тоа е само притисок на сите кадри, дали се од едната или другата страна, се тераат да се ги извршуваат работите. И нема да дозволам, во овие 10-9 месеци не дозволив и понатаму во наредните 4 години нема да дозволам ниеден вработен во институцијата, без разлика од која политичка партија е вработен, да на работно време се пие кафе, сокче по кафичите или не извршува работата. Туку апсолутно и директорите, и шефовите, и раководителите ќе им стоат над глава за да ја завршуваат работата за што се платени во една општина. И тие мора да работат ради тоа што со сите кадри што ги имате, ако не се извршува секој својата работа, ќе останат многу работи недовршени. И затоа во овие 9 месеци покажавме на јака, силна реорганизација, каде што буквално покажавме резултати на секое поле, и на Стипјон, и на ИСАР, и на самото општинско административно работење. Имавте реплика и ви. Да, па добро, селективниот пристап не само во овие 4 години, туку и во минатото е она која што ствара недоверба на граѓаните кон институциите и кон функционалноста на институциите. Начинот на кој што се ангажираат кадри во локалните институции, за жал досега доминира припадноста, а не компетентноста. Затоа сметам дека треба да направиме заеднички напори, да се подигне нивото на компетентност, а не на припадност. И ова е тежок процес, кој што не се случува преку ноќ. Никој од нас декларативно се заложуваме сите, но никој од нас преку ноќ не може тоа да го направи, затоа што повторно ќе кажам, таков е системот. Ние имаме борба против системот. И само со еден заеднички консензус можеме нешто да направиме. Но во меѓувреме, тоа што го комуницираме по однос на функционалноста, продуктивноста на јавните предпријатија,
Не смееме да имаме селективен пристап. Ако едни доаѓаат од една политичка партија, а други од друга политичка партија, да имаме селективен однос. Затоа што на крајот од денот тоа ја гради недовербата. Да, благодарам. Господине Санев, преминуваме на следна тема. Пошумувањето, дрвокраството, шумите, Штип се соочува со тој проблем како што се соочуваат и доста други градови. Навистина е фрапантно, јас би кажал, што државата на централно ниво не успева со децении да се справи со овој проблем. Како вие, како прв човек на локална самоуправа, би можеле да го таргетирате ово? Ке искористам приликата на оваа тема да го дадам нашиот проект за зелен рекреативно-излетнички појас Суитлак, бидејќи одговорот на вашето прашање се крие токму кај овој проект. Имаме намера, тоа е голем наш проект, согласно нашите зелени политики, да се претвори овој простор, источно и јужно од Штип, во длабочина од 3 до 4 километра, и со земјоделски површина од околу 1000 хектара, во кои еден дел се во приватна собственост, а останатиот во државна собственост, се работи за лозија, градини, овоштарници во приватна собственост, во државна празни површини. Тоа е фактички местото каде што некогаш растела и се берела штипската цреша. Сега веќе нема таму ништо. Просторот е полека, патиштата се девастирани и полека се претварат, просторите се претварат во дивина. Нашиот проект е да се градат локални патишта, не зборувам за широки патишта. Реперни е англиските села, каде што тесен пат во кој може да помине едно возило и да се разминат со некои простори. Во длабочина од 3 до 4 километра, и тоа на релациите од Суитлакот, односно градот, до Попова чешма, Липовдолски пат, Долански пат, Струмина чешма, Навакова чешма. Тие девастирани патишта на државното земјиште ќе изградиме мали паркови и ќе извршиме солидно пошумување со диверсифицирани растителни. Што ќе добиеме? Бенефитите за граѓаните. Тие се исти тие граѓани кои за своите имоти плаќаат даноци, а не можат да бидат да пристапат до своите места. Значи граѓаните ќе пристапат до своите имоти, целиот простор ќе добие излетничко-рекреативен карактер и ќе се користи паралелно за велосипедизам, за джогинг, за шеталишта и рекреација. Се јавивте за реплики? Да. Господине Санев, јас ги почитувам овие предлози, идеи и проекти, но само се прашувам, вие сте дел од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, како 4 години власт во државата, зошто не сте излобирале досега овие проекти како зелена агенда, пошумувања, паркови и слични работи да не се случат во Штип во овие 4 години како актуелна власт? И на локално и на централно ниво, вие сте дел од коалицијата. Некако малку ми е популистички сега предизборно да откажувате љубов едни од други, па декларативно да се заложувате. Единствена мерка, зелена мерка, која што ја видов во овие 4 години е воведувањето на зелена такса, со која што од вашата партија предложивте граѓаните да имаат дополнителен трошок по литар гориво од 3,5 денари зелена такса. Тоа е во насока на она која што вие го зборувате за зелена агенда, која што имавме можност во овие 4 години власт на Социјалдемократскиот сојуз и партијата на зелените да го видиме во општина Штип или генерално во Македонија. Да, добро, контрреплика господина Санев, па реплика господина Николов. Господин Јорданов, вие веројатно не знаете дека јас сум бил советник во општина Штип во коалицијата со ВМРО-ДПМН. Да. Што значи дека јас сум сега во коалиција, нашата партија е во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз. Дали сваќате дека јас ве познавам од внатре и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН. Јас сум бил дел од вашите кампањи и на двете партии. Јас знам што се случува точно и какви политики се спроведуваат. Ако ми замерате за овие 3 години, велам, коалиција,
4 години коалиција, да, ние се постојано залагаме, но она што е возможно, она што е невозможно, велиме, најголемиот проблем е водата и азбестните цевки, а камоли она што треба да се направи со зелената политика. Но во секој случај, доколку бидам избран како градоначелник, овој проект, суитлак од зелен рекреативно излетнички појас ќе ми биде приоритетниот проект. Повелете? И поддржувам иницијативата на господинот Цанев за зелени поеси. Не можам да се начудам на господинот Јорданов, најверојатно не знам како ќе биде како градоначелник ако биде, меѓутоа ќе биде одличен негатор, ради тоа што денес слушаме само негација од негова страна. Дрвократството може да се реши само ако се спречи односно ако се прекине ланецот да нема купувач на дрво, огревно дрво. Така да нашата програма за 2021-2025 година предвидува субвенции за енергетско ефикасни фасади во стамбените единици во цела општина, со што ќе ја намалиме потрошувачката на електрична енергија и заштеда. Од друга страна, субвенции во клима инвертори и фотоволтаични панели на местата кои што се добро подложни на сончеви зраци. Така да на тој начин само ќе го спречиме дрвократството и уништувањето на зеленилото околу нашата општина. Од друга страна, со самите земјоделски инженери, шумарски инженери кои што ги донесуваме во нашата општина, веќе правиме агенда и анализа на почвата и територијата околу Штип, каква вегетација треба да засадиме и започнуваме со садење за да може таа да само иницијативно расти се развива. Ова ваша реплика супер ќе искористиме и за прашањето за господинот Јорданов. За вас истото прашање во врска со дивократството и зелените површини. Дали е тоа единствен начин да се спречи дивократството со прекинување на ланецот на купување на тие дрва? Тоа е моја иницијатива, не негова. Ја прашувам како идеја, дали е тоа единствен начин да се спречи? Единствен начин да се спречи оваа демијантно однесување во нашата општина е да се има волја, да се има мотивација и обврска да се направи тоа. Жалам што декларативно слушаме заложби ќе направиме, а се моментална локална власт ништо од тоа не направија. И како сега да ги поддржиме ние работите кои што се случуваат кога не се во добра насока. И затоа велам дека обврска на идната локална власт е да ги подобри состојбите во однос на животната средина. А како ќе ги подобри? Затоа што моментално не функционираат работите, треба да се случат промени. Промените треба да се случат во насока на подобрување на животната средина. Ние како партија можеби не се залагаме декларативно само за зелени површини, се залагаме за подобрување на состојбите во општеството, но во однос на зелените површини нормално дека наша обврска е како една локална власт да ги сервисираме основните потреби на граѓаните, да ја чуваме животната средина, да проектите кои што ги предвидуваме да бидат во насока на зачувување на животната средина. А јас ќе набројам неколку. Живееме во време во кое што она кое што го имаме како инфраструктура не се одржува. Живееме во време во кое што немаме стратегија како да ја збогатиме животната средина со нови шумски појаси. Живееме во време кога декларативно сите се заложуваме, но ништо во пракса не се случува. И затоа промените треба да се случат во оваа насока, да се има малку повеќе волја, желба, енергија, да се посвети и да се вложи љубов во нашата општина да се подобрат состојбите. А состојбите кои што денес ги гледаме, јас не сакам да ги поддржам како што напомена Николов, затоа што не се убава слика. Мораме заеднички да ги промениме. Проектите кои што ние ги нудиме се реални, остварливи. Во однос на ова кое што го спомна и Цанев и Николов, обновливите извори на енергија се нешто кое што треба да бидат наша долгорочна стратегија. Ние како општина живееме во време каде што треба да ги следиме светските трендови и мораме да ги практикуваме и применуваме кај нас. Да. И затоа овде мораме да се вложиме малку повеќе, за да направиме нешто добро за идните генерации. Да, реплика? Ја не знам дали се слушате во време 2 минути, мислам дека го почативте уште 1 минута. Не, беше грешка, прво беше грешка тајмерот 1 минута, за тоа. Добро, да. Значи во вашето време од 2 минути ја не успеав да слушнам еден конкретен проблем како би го решиле вие проблемот со дивократството. Ја дадов реплика на господинот Цанев, ја поддржав неговата идеја дека тоа што го зборува како што треба, меѓутоа вие 2 минути потрошивте во дека се залагате, дека сакате, дека љубите, дека не е добро ова што го направивте. Фактички вие зборувате само како да дојдете до власт. Имавте 4 години да седнете, да направите стратегија, да се видите каде и што треба да направиме, да ги најдете нашите грешки, да ги најдете вашите грешки, да се унапредите како партија, да се реорганизирате и денеска да дојдете да давате конкретни предлози.
неколку часи нешто ве слушам од преска, само зборувате, се залагаме, сакаме, ќе биде, ова ќе се направи, ова што е правено не чини. Дајте некој конкретен предлог, како планирате, што планирате да направите. Еве, конкретно дрвократството, не кажувате, не разбрав. Јас се извинувам, како ќе го но решите. морам да ви кажам вака, немаме веќе време, затоа ќе ви давам, господине, кратка реплика. немаме време, навистина, ќе ви дам уште една минута, бидејќи од вашето време да не одземам, и 2 минути остануваат за господинот Поликар. Јас дадов реплика на Да, господин Сам. добро, Една минута реплика поведете. беше Добро, Само да поведете. одговорам на ова, пошто... Заврши. Ве молам само Вака една не реченица, да, една Па реченица. цело време Да, се да, довршува да. сега господин Значи, Торданов, вака ја се. два пати ме прекинавте во давањето на довршувањето. Без прозиван и морам да одговорам кратко. Говорете, може. Ве молам само една Најлесно е од реченица. моја страна, најлесно од моја страна да го кажам оно што граѓаните сакаат да го слушам. Абе треба да дадете конкретен предлог да кажете веќе прекини со тоа сакаме, се залагаме. Што ќе направите кажа? Еве имате не ароганција, јас само прашувам. Граѓаните го гледаат. Сакам да слушнам од вас што сакате, што ќе направите кажа. Немојте со оваа ароганција да Се прикажувате. залагаме, работењето сакаме, да- се залагаме веќе се избори Немојте со слушајќи ваква го. ароганција, граѓаните Дайте гледаат. конкретен предлог, кажете што ќе направите. Нервозата која што имате, ви е очигледна заради анкетите кои што ги добивате. Промените кои што следуваат на 17 октомври. Ќе си го кажат Ќе граѓаните кажам тоа, верувате, кратко господин и јасно. Тоа што не можеа граѓаните да го видат во вашето Вие ќе се работење, залагате да го имаат направите можност да го сега. видат после промените на 17 октомври. Со контролирањето на дивата сеча, со неселективниот пристап кој што вие го практикувате. Затоа што тие ви се соработници, дрвократците ви се соработници, тие ви донесуваат гласови. Е тука ќе го решиме проблемот. Добро, ве Затоа молам, што се ве- Не нечести знам и кој даваше нереални спрема пакети храна граѓаните. во тие мала дека. Добро, мислам дека отприлика исцрпевме оваа тема, а немаме веќе ни време. Ве молам, господине Поликар, вие кусо една минута и завршувам. Да, но сега Добро. ги скратуваме роковите бидејќи ни истече времето, на Добро. крајот веќе се Добро. адаптираме, да. Во Африка една метода е применета за ловокаците. Со тоа што тие беа запослени да чуваат дивечот и кадењето или ловокадењето престана. Тие кои кадат дрва се тие кои се слабо или имо ситуирани. Значи, барат работа. И на друг начин, јас како градоначалник имам решение. Би сме основиле фонд, приватен фонд, пари, средства, каде што како плата или мотивација на тие кои крадат, би нашле место, а на место крадење би сме ги научиле да садат дрва. За тоа што се тоа се соведува на едно. Кога би промениле нивните ум и размислување и свест, да знаат дека немаме друга Македонија. Ако ја сечат дрво, те дрва што сечат се иднината на нивните деца, Да. а не смееме да продолжиме. Добро, ете, со оваа позитивна порака да ја завршиме и оваа, јас би кажал, конструктивна дебата. Ви благодарам, господа, на сите за учеството во студио 10. Со среќа на изборите на сите ви посакуваме. А на вас, почитувани гледачи, ви посакуваме убав ден и се разбира, останете да ја следите програмата на телевизија 24, бидејќи и во наредните денови во текот на целата кампања ќе продолжиме со известување за сите градоначалници, програми, совети, а се со цел за да имате подобар начин да го направите својот избор. Останете во добро здравје.